Грчка историчарка смета дека признавањето на Македонија е гарант за стабилност на регионот, но и доказ дека Македонија на Александар постоела. Елизабета Мемич беше на симпозиумот Македонскиот идентитет низ историјата. Анастасија Каракасиду, историчарка од Грција, веќе подолго време живее во Соединетите Американски држави. За промената на местото на живење секако најмногу влијаеле притисоците на грчките националисти по нејзиниот обид во учебниците за основците да има лекции во кои се изучуваат националните малцинства во Грција. Во својот труд кој го работела заедно со норвежанецот Вемунд Арбаке, Александар Велики и македонскиот идентитет низ сведоштвата на поколенијата, Каракасиду смета дека Александар не бил грк, него негира неговото античко македонско потекло, но смета дека тоа значи дека овој император зборувал јазик кој денес е различен од грчкиот, но и од современиот македонски. Според Каракасиду и Арбаке, невозможноста да се направи генетска анализа за потеклото на Александар Велики придонесува тој да биде користен во политички цели од сите балкански народи. Но Каракасиду сугерира: не мораме да се враќаме на Александар Велики за да докажеме дека македонци постоеле или дека треба да постојат во модерното време. Контроверзите почнуваат, смета Каракасиду, во 19-тиот век, кога србите, грците и бугарите сакале да го присвојат македонскиот народ и смета дека денес токму признавањето на Република Македонија е гарант за стабилноста во регионот. Јас ја признавам потребата Република Македонија да биде признаена како таква држава, за да се стабилизираат политичките превирања и нестабилности, целата ситуација со Косово, прашањето на албанското малцинство во Македонија, и сметам дека тоа е суштинско за целосна стабилизација на балканскиот регион. Како повод за одбележување на 60 годишнината на Институтот за национална историја, тродневниот научен симпозиум за прв пат отворено ја постави темата Македонскиот идентитет низ историјата. Освен македонски, своји трудови пријавиле и историчари и лингвисти од Америка, Србија, Бугарија, Австрија и од Полска.